Добро вечер, добро дојдовте во новото издание на Никој да не знае. И останува паролата. Никој да не знае освен јас, вие и нашиот гостин. А кога сме кај гостинот, со неколку реченици точно за најава. Тој беше и остана многу скромен дечко и навистина изгледа како пред, не знам кога сме се запознале прв пат. Ке каже кој е, дали тоа што се врати од таму каде што е најважното нешто, ке имаме можност да зборуваме во оваа Никој да не знае. Кој скала по скала се искачуваше секако на и ја градеше својата музичка кариера, значи ништо не дојде преку ноќ, кај него се запиша средно шумарско. А ако не се знаеле, ова е еден податок што и мене ми изненади, во Кавадарци, ама судбината сакала поинаку. И добро што е така, заради тоа што нели еден ваков прекрасен вокал, еден од најдобрите во Македонија, немаше да го имаме на нашата сцена. Беше представник на Македонија на Евровизија. Вели после тоа 2 години кариерата му одела во надолна линија, а на прашањето дали би одел повторно на Евровизија, барам во едно интервју, рекол би одел, беше едно прекрасно искуство. Татко и супруг посветен на семејството. Се обиде да живее во Скопје, ама заради загадениот воздух се врати во можеби најубавиот град или веројатно ќе се служиме сите најубавиот град во Македонија, а тоа е Охрид. Јоко Таневски, во оваа Никој да не знае. Здраво живо. Здраво, Кате. Точни со вие податуциве или нешто е сменато? Никој да не знае, ти све каже. Да. Тоа е финтата. Точно, да, точно е. Да. Добра, супер. Значи остануваш, ајде да почнеме од ова со Евровизија, пошто ми беше вика све беше за никаде. Значи после тоа не тамо, туку после тоа. Ако не си прво или второ место, значи те ставаат во таков бубен, лом ти ја прати кариерата и све. Година две ми требаше, велиш, да дојдам на себе некако, да почне пак да се враќа. Така, не дека све беше за никаде. Добро. Значи дефинитивно, јас моето си го терав секако. Значи ноќните свирки, ноќни забави. Тоа си одеше нормално, но имаше еден мал таму гаф, нели, feel like a fish. Добро, рибата. Кој го сватија драматично. И тоа е. Значи не беше нешто вау, но во секој случај имаше некој мал пат. Да. Да. Не те вика? Не. И тоаш и тој период и не имаше нешто многу работа. Македонски изведувачи, ние можам да кажам дека сега после коронава дури малце пркнавме, да. Да, добро. Ајде да почнеме со ова во последно време, па се враќаме после на назад. Ајде. Да. Што правиш во моментов? Дали снимаш нешто, дали подготвуваш? Во моментов, да. Имам една, да речем, народно етно песна. Добро. Од мој драг пријател од Охрид. Така да тоа се крчка, ќе излезе наскоро. Имаме и нова песна што треба допарва да се снима. Добро. Со Никол Чемицевски, така да ќе дознаете на време и се надевам дека ние постарава генерација не работиме толку маркетиншки бомбастично како нови, но сега мислам дека ќе мора така да се поставиме и ние. Постариве и да ќе дознаете наскоро. Добро. Значи има нешто ново со крчка. Што се однесува до некој концерт кој што го направи за својата публика, мислам за целата публика нормално, ама се Охрид и Антички театар сепак имаат ограничен број на седишта. Имаше доста и од Скопје. Така е, добро. Ама кога во Скопје концерт? Јас тоа ќе те прашам. Требаше да се направи концерт сега ноември. Октомври, ноември. Овој? Сега? Да, добро. Но го оставивме за другата година, затоа што имаше некои технички проблеми. Тоа го знае мојот менаџер Васко. Но оваа година ќе направиме исто на Антички пак. Добро. Средина на лето, негде јули. Ама за пак Охрид ми кажуваш, Скопје не? И Скопје ќе се прави. И Скопје ќе се прави. Истиот период, мислам дека или октомври или ноември. Следната година? Да. Добро, супер. Преди да раскажеме приказната за одењето твое во средно, шумарско, сакам да прашам дали ти пееше воопшто како мал? Видите, јас не можам да се пофалам дека сум учествувал на фестивали, да, детски, не знам, јас додека не тргнав во Кавадарци на средно школо, знаев дека поседувам, дека можам да пеам, подпевнував, али не дека од друштво сум пеел, па со гитара, па такви работи во Охрид малце беа како стереотипни. Не се правеа. Во тоа време во Охрид да си пеаче без врска. Без врска. Леле, за кој период зборуваме? 90-тите години. 90-ти, добро. Да, 92 година се запишав. Значи ако си пеач, си
така, Не си можел баш, ништо. не си мангуп, не си градско, значи пејач. Аха. И ти Не знам како? како да го објаснам. Ајде, овде имам муабет сега. И како тргнав во Кавадарци средна школа, се запишав шумарско. Добро. На иницијатива на мојот покоен татко. Ама зашто шумарско? Не му рече не? Вечно сум му благодарен за тоа. Аха, ма не му рече не, нека шумарско. Мислам, не би те спојила со тоа шумарско. време немаше не. Нели? Така е, да. Не дека Не дека немало да биде нешто друго, нели? Или немало да те послуша. не ни можеби. знаев што сакам јас Така тогаш. е, да. Осмо одделение сме завршувале, знаете како завршувавме на времето. Имаше и деца што многу учат, а јас не бев во тие. Така да шумарско Кавадарци, затоа што тоа шумските предпријатија беа во општински домет, не беа на државно ниво и така убава плата зема. И затоа се запишав на шумарски, што никогаш нема да зажалам. Прво, Кавадарци како град, мислам дека најпитомите луѓе живеат во Кавадарци, преубав народ. И мислам дека на друго место, никаде во Македонија, не се правеле серенади. Не знам дали имате слушнато, што значи серенада. Во ниедно време, 2-3 сабајле. Значи го фати читој период кога беше во средно? Чукаш на врата, Добро. со гитара, пееш и мора да те отворат. И отвараат, стануваат од спиење, прават пишии. Пиши, да. Со сирење мора да направи мајката на Значи, тогаш ги таму прави? кај што сме одели. Тогаш ги прави. Да. Добро. И тоа беше многу интересно, тоа вечно ќе ми остане во сеќавање. И живее во интернат, каде што се запознав со Роберт Пирнер. Да, знам, го имам. така. Да. Знам дека си ја раскажувал многу често оваа приказна, ама интересно ми и секогаш ќе ја раскажам. Да. Секогаш ќе бидам благодарен и на Роберт и воедно и го поздравувам. така. Тој е сега во Нови Живее Сад. во Нови Сад, да. Се И слушате се слушаме и се гледаме, да. Се гледате? Доаѓа во Обавезно. Охрид? Доаѓа. И така да... Како те натера да почнеш да пееш, уствари? На тие... Јас, како тие што кажав, знаев дека знам да пеам. И Кавадарци не ми беше гајле дали ќе знаат дека сум пеач или не. А кога ќе дознаат овие во Охрид, шо? Нема врска. Нема врска. Тоа е тоа. Така да Роберт и ме поднаучи да пеам. Малце повеќе. Од него научив доста работи и така. Во Кавадарци имаше 2 аматерски фестивали што се одржува секоја година. Едниот се викаше Show Stars. И другиот не ми текнува како се викаше. И ние на Show Stars се појавивме со Роберт Пирнер. More Than Words ја пеевме. И освоивме прво место и така. Почна 94-та, мислам дека крајот, почнавме со ноќни свирки, со група Алегро, и така почна цела приказка. 96-та после тоа... И тоа траеше 15 години? Тоа траеше 15-16 години со група Алегро. Се менуваа членови, без разлика, ама... Си постоеше бендот? Си постоеше бендот. Зашто баш Алегро, знаеш? Појма нема. Појма нема. Некој друг е кумот? Вајда Стојанче Аврамов од Кавадарци, гитаристот на групата, мислам дека тој го даде името. Ако сгрешам, се извинувам. Ако сгрешам, нека изгорам да кажа. И така почна приказката, па решивме да настапиме на Макфест 96-та година, баш кога завршував. Добро. И успешна песна, доста, Оди него мами срцево, се вика. Во Кавадарци уште химна, значи ја знаат сите на памет. Како која песна? Оди него мами срцево. Како е таа? Оди него мами срцево, тоа нема веќе сила. И сите ја знаат? Да. Ке прашам некојаш. Така, кога ќе сретнеш некој од Кавадарци, праши дали ја знаеш. Оди него мами срцево. Добро. Значи, можеби ја знаат заради тоа што вие сте некако бенд кој што е создаден таму, така? Делуваше таму, создаден таму, делуваше таму. Мислам дека нема во кое ќоше не сме свиреле или во кој локал во Кавадарци. Чекај маце се. И околните места. Пред да почне приказната со Макфест, Алегро, ти кога се врати во Охрид, барем да ги видиш твоите, и кога требаше да им кажеш дека си пеач, што праве, а? Види, тоаш немаше никакви медиуми. Никој не дозна. Никој ништо не знае. Ни телефони немаше. Добро. Така да... А Охриѓани што ти рекол? Никому ништо. Ништо. После некое време ме осознаа дека сум пеач.
Па 2000-та година, не, море после 2 години некаде од кога почнавме во Кавадарци. Добро. И Чоко, имам бенд, би пееле и низ Охрид. И така почнавме со И како те прифатија? Супер. Супер. Одлично, да. Да. Мислам, се, јас знам како те како си прифатан, но тогаш Одлично, да. како било? Добро. Значи сега и не е така страшно да бидеш пејач во Охрид. Не, сега не. Сега веќе во ново време. Да. Добро, сега пошто нели повеќе од прашањата ми ги кажа, нели ми ги раскажа, но јас сакам да прашам како одеше после Макфест приказната. Ајде барем нешто од многу убаво. треба да Види, треба. во 30 години да се раскажува е многу Во тој време. период ние свиревме низ Кавадарци, Валандово, Валандовските села, доста живи, доста живее, многу убаво. И се уште мислам дека тој регион дел живее, живее. тој дел. Радовишки села, имаше дискотека во едно радовишко место. Во тие Пирава, пред Валандово, тие селата, значи имавме многу свирки. Многу свирки и доста време свиревме само во тој регион. Јас буквално и живеев Кавадарци и после школата. Стварно. Да, си бев како дома кај дали кај едниот Другар колега, кај или другиот. од бендот. Така да после некое време почнавме и во Скопје да свириме, во Синема се сеќавам, не знам дали се Леле, да, се сеќавам на Синема. Многу се сеќаваат Добро. сигурно наша генерација. И така почнавме и низ Скопје и почна приказката. А како почна твојата приказна, независно од Алегро, да зборувам за одење по фестивали, за соработка, за правење на песни? 96-та настапивме на Макфест, 97-та пак настапивме заедно со Алегро и после тоа не се ни сеќавам како беше искрено многу време. Чија песна Почнавме пееш? по Макфест и така не знам дали наредниот Макфест бевме заедно, едниот член си излезе Од бендот, и добро. така. Добро. Чија песна прв пееше сам? Се сеќаваш тоа бара на фестивал? Не. Не. Никога никај бил фестивал, пошто не можев да ги откријам тие работи. И ги нема. И ги нема, така? Да. Добро. Ако те прашам, како бираш пријатели? Што би ми рекол од прво? Не бирам пријатели, мислам, пријатели не се бира, него се... Добро, што ти е важно да има, да поседува човек што ти е пријател? Да биде искрен, да биде нормален, едноставен, да не... Појма немам, јас сите ги имам за пријатели. Сите ти се пријатели? Пријатели ми се сите, другари се бираат на поинаков начин. Добро, ајде како се бираат другари? Па ако ти е сродна душа, ако уживате заедно во сите работи што ги правиме, тогаш се задружуваш и едноставно си другар. Не, пак ќе кажам, не се бира, него едноставно ако ти легне на срце и се дружиш. Имаш многу Ако ти дојде момент да завртиш телефон, значи има некоја интеракција, некоја хемија. Многу имаш такви другари, не пријатели? Не многу. Не многу? Да. На една? Не. Поише на са? две. На две. Добро. И сега, Дани што ти е другарка или пријателка? Дани ми е колешка и блиска пријателка. Добро. Значи, И можам да речам дека и ми е другарка, али не е интензивно. Значи, другари се тие што се дружиме интензивно. се дружиш со нив. Добро. Ајде да чуеме во овој миг Дани Димитровска, да видиме како таа го опишува, заедно со убавите и помалку убавите, да речеме, маните, и кој е незиното прашање за овој наш Ѓоко Таневски. Другари, здраво! Ви посакувам да си имате преубава емисија, а мене ми поставивте неколку прашања, па редно е да ви ги одговорам. Со Ѓоко се познаваме околу 20 години, мислам дека и малце повеќе, нека ме поправи ако грешам. Ѓоко го опишувам како човек кој што е исклучително посветен на своето семејство, а тоа е вредна карактеристика за акцентирање. Мек е во душата, великодушен е, човекољубен е, вреден е и е ужасно талентиран човек за пеење. Неговите мани се тврдоглавост и кога доаѓа од Охрид за Скопје, не секогаш се јавува за да пиеме кафе, а тогаш кога ќе се јави, кафето и без шеќер е сладко. Моето прашање за Ѓоко, па и не е баш прашање, но вистински му посакувам да има озбилен концерт во Скопје и со задоволство би го слушала, затоа што секогаш обожувам да го слушам, а прашањето е кога, Џоле, ќе препееме песна заедно?
Ве сакам. Дали Дани открие некои работи што не треба да се... Супер лик, не, супер. Дани е супер лик. И баш се договаравме вистина да препееме некоја убава македонска стара песна. Се надевам дека ќе седнеме, пошто ние двајца не ги разбираме тие работи аранжмански или така. Некој ви треба трет. Некој ни треба трет. Го имаме и третиот. Да, знам дека го имаме и третиот, само треба да се седне. Аха. Тоа во немање... Хендикеп е, искрено и хендикеп е што живеам во Охрид. Но, ете, така налага околностите. Така да ќе зборуваме и за тој дел околу... Да. Чекај сега, има таму и нешто друго. Вели, секогаш кога дојдеш во Скопје не исаваш за кафе? Не можеш секогаш? Не, ама не, вака се. Да не се налоти, Дани, ама ја кога дојдем во Скопје, јас дојдем на свирка, добро, и си заминувам. Пеам и си заминувам. А кога останувам, и се јавам секогаш. Секогаш. Добро. Ова со прашањето за Скопје концертот го одговоривме? За Скопје концерт, да, го одговоривме. Мислам дека ќе биде октомври или ноември. Така е. Добро. Сега. И се надам дека нема да биде еден, туку ќе бидат неколку последователни. Така мислиш? Да. Па супер, добро. Знаеш што сакав да прашам? Сакав да прашам колку порано дружбите, не на фестивали, надвор од тоа, нели, пошто двајца колеги твои ќе ни зборуваат за тебе, ги имаше и како стојат сега работите во однос на тоа дружење? Дали се тоа само настани или знаете и, не знам, да се чуете? Секогаш се имало дружби на настани. Пак ќе кажам, не дека сум престарен и не се осеќам тако. Добро. Но едноставно условите, времето е такво да порано повеќе издржувавме и чашка. И не преспиена ноќи, сето тоа и 2-3. Сега е малце поинако. Така да има доста дружби, ама не чести како на времето. А како беше на времето? Јас на времето и живеев во Скопје, значи 9 или 10 години, знам дека живеев. Во едно интервју си рекол 10, 10 на години, така нешто живеев во Скопје и имаше доста дружби и ноќи не преспиени. Но јас би сакал се уште да е така, ама не се издржува. Не може секој. Не се издржува, да. Зборувавме нешто пред да почне емисијата, мислам дека е убаво да го кажеме и сега. Кој е твојот став околу ова време во кое што веројатно сами ако не си направиме нешто во однос на македонската музика, некој друг ќе не сгази, заради тоа што некако меле, таа милница меле и... Ние сме сгазени и газени уште, ама не знам како издржуваме. Нели? Виното ќе го газиш и ќе се направи, грозето ќе го сгазиш и ќе се направи вино. Ние уште издржуваме, не газат, ама уште обстојуваме. Значи, што си решен да направиш на свирки? Пака се, мала држава, мал пазар музички. Така е. Сите се знаеме меѓу себе, без разлика и газди на локали каде што треба да се настапува, сите сме едно. И не можеш овде кај нас да му бидеш звезда некому. Тоа е проблемот. Мислам, Тоше го постигна. Така е. Фала му за све што ни остави во наследство. Ама мислам дека многу тешко некој друг да го повтори тоа. Пошто сме достапни цело време секаде. Да. Не можеш некој да му бидеш звезда ако си му достапен цело време. Да. Така да немаме доволно средства самостално да ги финансираме нашите музички работи. Да. Се помалци и можеби ги нема спонзорите. Јас знам едно време кога спонзорите беа ослободени од данок ако финансираат Сега веќе не е така? Сега не, мислам дека само за спортски... Па мислам дека и за спортски веќе не е. Така. Да. Значи ги укина и никој не се интересира за нас. Никој не сака да вложи во нас. Така да сами вложуваме. Сега, јас на мои 48 години размислувам како да вложам во својата собствена музика, ама размислувам и како семејство да го обезбедам. Така, треба да ги платиш сметките. Ај сметки се плаќаат, ворите, работиме, не викам, не се жалам, убаво е, ама за финансирање проект свој е
тешко. Да. Тоа отприлика чини околу 5000 евра, 5-6 или не затвараш ни за различно е, различно. Мислам дека со песна испод со околу 5000 евра можеш да завршиш. Ама тоа е и ризично и да го дадеш. Затоа што немаме на голема продукција. Да. Ние сакаме една песна, еден спот и чекаме дали ќе стане хит. Да. Тоа Значи, треба не нон-стоп оди- да правиш, нон-стоп за да ваѓаш и од тамо да Е, се да извлечат и хитови и се, и така натаму. Така да, ова е моje размислување. Така. Може и некој Ама не нема го да кажа се ова сложи што со тоа. го зборавме. Значи тоа ќе го направиш или само ти идеја во глава? Ова со песните македонски. ќе се. Дека имаш репертоар македонски. А да, тоа ќе го. Да. За тоа мислев Ќе на тоа. сакам да го направам, веќе разговарам со мојот бенд. Да биде грото барем 80% да биде македонски песни. Да, Да настапиме. Зашто секаде каде што ќе одиме, нели, кога ќе влезеш во друга држава, секогаш е нивната музика тамо, не е никоја туѓа музика не како си ја кај нас. почитуваме дефинитивно. Секоја чест на исклучоци што си свират само авторска музика. Ми се жалат и бараат од мене авторска музика. Не знам како да кажам, дали мојата скромност или несигурност во моите песни, не ги пеам. Пеам 3, 4 или 5 мои песни. Но сега ќе се фокусирам, давам збор дека ќе пеам многу повеќе мои песни, знаеле или не ги знаеле, Ќе ги научат. рестото ќе биде пак нешто македонско наше. Така да треба да се почитуваме малце повеќе себе си. Така е. И другите така ќе не почитуваат. Така е. Пред да ни ја запееш ти, кажи ми само како излезе оваа песна. Приказна. Ти излезе после една љубов имам, после ден по ден, излезе ти во соработка со Никол Чимицевски. И ова наредна што треба да се сработи ќе биде 4-та. Тоаш правевме муабет дека треба да излезе цел албум, но ете, не успеа, ама еве ќе успее сега. Мислам дека ќе се доработат уште неколку песни И ќе биде тоа албум. и ќе биде тоа албум и ќе би сакал и некоја преработка од некоја стара македонска песна. Добро. Уживаме Тоа е во тоа. ти. Имаме джингл, таман Иначе да ти ни беше на Макфест. Добро. И зеде второ место. Браво. Еве ти микрофон, а ние уживаме во ти. Дај да ти бидам отров мелем, дај, за да не сум пуст и жеден, да те милувам ко лист во есен. Ти, како да си меди свила ти, сонце си што јас го кријам, биди ми ти лек што јас го пијам. Што ми ја гризеш ноќта ти, што течеш безкрајно во крвта ти, што волшебно ме будиш ти, ти безкрајно ќе бидеш моја. Знај, со тебе рај, љубов без крај, утро во мај. Знај, со тебе рај, ко сон без крај, ко звезден сјај. Знај, без тебе сумко, ко трн без ружа. И немам душа, дај, да ти пеам ко некогаш за љубовта. Ти, што ми ја гризеш ноќта ти, што течеш безкрајно во крвта ти, што волшебно ме будиш ти, ти безкрајно ќе бидеш моја. Знај, со тебе рај, љубов без крај, утро во мај. Знај, со тебе рај, ко сон без крај, ко звезден сјај.
Ѓуко Таневски натаму во ова никој да не знае, имаме уште 10 минути, имаме уште една песна и уште еден негов соработник и пријател. Ке кажа тој како е са меѓу овие пријател, добар, најдобар или другар, колега и така натаму. Но пред да го видиме и чуеме Николче Мицевски, да ми кажеш ти мене како почна се со една љубов имам или јас сум грешка? Со Николче? Да. 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 Затоа што во муабетот ми се чини дека така открив дека. Да. Е сега ајде кажи како би се случи прво таа соработка, да речеме. Вие се договаравте дека Не сакам да откријам све, пошто толку? ќе сгрешам нешто. Кажи тоа што си Со сигурен. Николче се договаравме многу долго Да? време, но ете, испадна многу убав плод. Мислам дека ова е еден од хитовите кои што ги имаше како цвете расцвета и како нели навистина легна и за многу кус период, морам да признам. Да. Уште веднаш кога излезе, ама доста долго се крчкаше, доста долго и убав спот Даниел Јовески направи феноменален спот. Така да се осети од одма. Се осети дека ќе биде нешто. таа песна. Колку ти знаеш да внатре нешто направиш, смениш нешто? Јас гледам што помалце да се мешам, затоа што како што кажа Дани, знам некојаш да бидам тврдоглав, да терам по моje, ама тоа не секојаш се покажало дека е добро и правилно, така да оставам професионалците повеќе да си ја завршат својата работа. Да, а со искуството никогаш не знаеш, нели? Знам. 30 години искуство сепак не имала работа. Знам да препознам што е добра песна, што нечесто и грешам. Па сега. Така да, не знам како да кажам, Добро, да, па нели ако знае луѓето како се создава хит секој ден. А тоа вистина на прво слушање што ќе ми остане во главата, затоа сум 100% сигурен дека ќе биде. Тоа е тоа. Да. Ајде да го слушаме Николче Мицевски што има да ни каже за Њуко Таневски. Здраво, здраво. Поздрав за Кате и за Ѓоко. Ви посакувам убаво да си помините на емисија. Инаку со Ѓоко се знаеме одамна, не знам точно од кога, меѓутоа нашите први кафе дружби беа, мислам дека околу 2015 година, кога и почнавме да ја договараме и планираме една љубов имам, која се случи подоцна, кога требаше да се случи, нели? И од тогаш до ден денес имаме супер дружба, соработка и така натаму. Ако можам да го опишам вака на кратко, прво ќе кажам дека е еден од најдобрите вокали кај нас и пошироко, дефинитивно, еден од најискусните, кој позади себе има многу песни, многу хитови и евровизиски настап, кој според мене значи многу за еден пејач. Супер другаре, забавен за дружба и така натаму, супер соработник, знае што сака. Знае што неке искрене во тој поглед и тоа многу ми се допаѓа. Има и неколку мани, ако можам да кажам за Ѓоко. Не сака социјални мрежи, не сака Facebook и Instagram постирања, не сака интервјуа, не сака да снима спотови и така натаму. Инаку имам едно прашање, нека каже сега пред сите, кога ќе го заврши текстот на новата песна која ја спремаме и која со нетрпение јас барем, не знам за Ѓоко, еве ќе каже, чекам да ја представиме на публиката. Поздрав за двајцата. Ќе видиш ти. Немој да си му се јавил. Не, во право е за све. Во право е? Право за све. Иначе текстот го работам. Значи ти ги пишуваш текстовите на последните твои песни? Имам и твој на ти текстот? се мои. Одлично. Мој текст. А така кажи, пофали се да му се снивиди, ако не праша човек, не знаеш да се фалиш сам. На ден по ден исто што е во соработка со Никола Мицевски, за жал сега не е со нас, Сара Пројковска го напиша текстот. Го има текстот. напишано текстот. Да.
Добро, уште нешто кажа. Кажа дека си не кажа уствари, не кажа, што кажа друго? Мани, кој ти се? Што рече? Не сакам социјални мрежи, не сакам... Тука сме, те чекам тамо кај социјалните мрежи. Не сака интервјуа. Не сака интервјуа, не сака тоа менаџирање на својата кариера преку. Не користиш социјални медиуми, како? Немам трпение. Немам трпение да седнам направив и студио дома. И мислев дека ќе седам и ќе работам, ќе... Како мислиш студио? Музичко студио? Музичко студио, ама мене не ме држи место да седам пред компјутер и да... Исто и помалата керка. Михаела исто е како мене. Сака да биде, ако нешто се прави, веднаш да биде. Значи вака затвориш очи и отвориш и готово, толку. Тоа е проблемот што сме така. Добра, ама ова со рилови, може да ставаш рилови, да си водиш. Не ме бива. Не те бива. Ке те научат керкиве, тие се... Пробавме, ама не се откажуваат зашто се нервираат со мене. Чекај малце, значи тоа е вака. Ти уште се мешаш таму кај што не знаеш. Тоа е лошото, ти кажи си. А дали тоа мислиш дека би ти помогнало? Мислам дека да. Нели? Колку и сега да зборуваме заради тоа што... Во денешно време многу помага, затоа што повирално станува, тоа повеќе луѓе, мислам, го гледат нормално, лично. И некој и да не сака, може да види дали дека е добро. Гледај се, вака ќе ти кажам, ќе го ставиш само телефонот вака во студиото, така, ќе го уклучиш. Го уклучуваш, знаеш каде се уклучува, така на видео. Ќе седнеш на ред. И ќе седнеш и ќе запееш, не знам, една љубов имам. Нели? Така, строфа... Ми е срам. Од кого ти е срам? Од публиката. Како може да ти е срам? Мене, имаш фестивалски настап еден тон. Јас имам проблем. Добро. Психички. Во главата. Не зезај се. На настап, ако ми стани една маса, ако си замине една маса, и јас тогаш си викам... Не ме бива. Не ме бива. И после 30 години. Заради мене си отидоа... Може и идат на друго место. Што е проблемот, зошто стана... Јас тоа го мислам цела вечер. Јас еден негативен коментар да направам на таков рил, да ми направат, да ми пишат, јас веќе никогаш нема да снимам таков. Значи, таква ми е... Таква ти е душичка. Душичкава. Па не мораш да ги читаш, ти не ги читај после ич. Зашто ќе стане вирално. Тука ми е таа бариера и што затоа и не ги работам. Добро. Кога ќе ставам слика со јас, со керка ми, со керките, со жена... А тогаш ако има негативен коментар? Нема негативен коментар, тогаш никогаш. Добро. До сега барем не сум прочитал. Да не бришат керкива? Веројатно не се дрзнуваат да пишат за семејство. За се дрзнуваат да пишат? Јасно ми е, но никогаш немало таков коментар, така знам да. И во принцип сите слики мои се или се најави за за некој за настапи или слики од семејството. Така е, да. Кога сме кај семејството, имаме време уште малце. Да, уште малце време имаме. Добро, уште 2 минути ми велат до песна, до оваа за која што зборувавме. Во овие 2 минути, сакам да ми кажеш, значи ја таман да кажам дека оваа помалата ќе те наследи, ти викаш дека нешто се на откажување. Можно е да се наследи, да ме наследи, да. Добро. Не е исклучено. Добро, значи таа можеби ќе се запише во средно музичко, ќе видиме. Таа може да се запише во средно музичко, не се знае, но на изненадување мое, постарата пејачка самостално, постарата керка самостално се појави на 2 настани каде што пее на мој изненадување. Што зборуваш? Значи ти неочекуваното очекувано станува. Така. Добро. И кажи ми сега, дали е вистина, во едно интервју си рекол дека загадениот воздух те врати од Скопје во Охрид? Да. Не можев да издржам, пошто су, како што кажа Дани, посветен родител. Добро. Може малце и претерано. Добро. Се грижам за моите керки и не можев да издржам да, пошто зимно време знаеме како е во Скопје, да излеземе со количката и да дише. Јас стварно многу ми е жал што е така и што живеат луѓето и дечињата во играта. 30 секунди. Да не звучи нескромно, но секој кој е во оваа професија би сакал да оствари успех и надвор од земјата да има добра песна на светско ниво. Иако таа желба полека ми спласнува со годините, но посвесно ми стои понатаму, но ако се случи, се случи. Си го кажал во 2017. Така е. Стоиш на ова? Стојам на тоа. Би се случило пак и морам да најавам дека трибјутот со Pink Floyd што го направивме пред
Добро. 6 години ќе го направиме оваа година пак и мислам дека тоа ќе излезе и надворот на нашата држава. Ајде, една љубов имам за сите за крај. Ви благодарам, се гледаме повторно утре. Години си помина, немам друга мисла, желба пуста не запира, оган гори в душа, немам ни грло ни глас, а да ти пуштам стегнало грудка за нас. Времиња не одмина, спомени ме ронат, болка в душа не умира, сам на тебе мислам, немам ни грло ни глас, а да ти пуштам стегнало грудка за нас. Една љубов имам, една љубов имам, јас срце што ја кријам. Една селда имам, една селда љубена, тајна моја остана. Една љубов имам, една љубов имам, јас срце што ја кријам. Една селда имам, една селда љубена, тајна моја остана. Години си помина, немам друга мисла, желба пуста не запира, оган гори в душа, немам ни грло ни глас, а да ти пуштам стегнало грудка за нас.